добар ден и од мене. Денеска сме овде во општина Конче, заедно со градоначалникот, со Златко, со останатите кои што се дел од тимот, кој што навистина дава надчовечки напори за да можеме да сите овие проекти кои што биле дел или некако се поврзани со изборната програма која што беше презентирана за време на кампањата во 2021 година да бидат реализирани. Ова што го спомена градоначалникот е проект кој што е финансиран од програмата на ТАФ, проект кој што до крајот на годината треба да биде завршен. Инвестицијата е околу 350.000 евра, 21 милион денари. Претходно во едно населено место видовме едно детско игралиште кој што заедно со партнерното уредување во тоа населено место е завршено од страна на општината, инвестиција вредна околу 4 милиони денари. Можете да видите дека и општинската зграда, платото се реновира и уште многу други проекти кои што во периодот се завршени, некои се почнати, проекти кои што ќе бидат и во иднина завршени и затворени. Така што јас само му честитам на градоначалникот, на советниците, на администрацијата која што е дел од овој процес и само им посакувам да продолжат и во таа насока во иднина да се движат, за да можеме да покажеме дека не се сите исти во Македонија, како што се обидуваат од владата на ДУИ, поддржана од помалиот коалиционен партнер СДСМ, да ги представат политичарите во Македонија. Ви благодарам. Ако имате прашања, ви стојам на располагање. Вчера Ковачевски кажа дека на лидерската средба очекува да се состанат и тимови за евентуални промени на уставот. Ваш коментар? Па видете, она кое што е значајно да се каже е дека до овој момент ние официјална покана од страна на Димитар Ковачевски како политичка партија немаме. Нити пак имаме дневен ред според кој што ќе се разговара, ниту пак имаме предлог формат официјално кој што би бил таму на таа лидерска средба. Она кое што е значајно да се каже е што доколку уставните измени кои што ги предвидува владата на ДУИ поддржана од СДСМ не поминат. Тоа е многу важно да се каже и треба да видиме каков е планот понатаму, бидејќи ние не можеме да заклучиме државата, не можеме да заклучиме Македонија и да не знаеме што доколку не успеат. А се поверојатно е дека тие нема да успеат ако веќе ги најавуваат дека ќе влезат во собраниска процедура. Тоа е едниот дел од планот. Но доколку не успеат, а се поизвестно е дека нема да успеат, бидејќи ние како коалиција, како ВМРО ДПМН, нашата пратеничка група нема да ги поддржи, што правиме понатаму. Мислам дека треба и за тоа да се разговара, но претходно да почекаме да видиме кој би бил форматот, каде би било местото, времето, денот. Практично немаме ништо освен изјави на Димитар Ковачевски во јавност. Да. Велите дека СДСМ се е киднапирани од ДУИ. Еве конкретно, дали вие би направиле коалиција со ДУИ? Па она кое што го гледаме денеска и на кое што сме сведоци како јавност во Македонија е брутално заложништво на СДСМ од страна на ДУИ. Значи, ДУИ има комплетно заробено, би рекол, киднапирана оваа политичка партија. И тука морам да направам едно, како да кажам, оградување. Не зборувам за СДСМ со членството и со активистите, зборувам со неколкумина кои што се дел од раководството. Тие се целосно сервилни на Демократската унија за интеграција, што е еден феномен и кој што е еден нов случај и пример на македонската политичка сцена. ВМРО ДПМН ќе направи се, ама буквално се во рамките на законите, уставот и демократските процеси, да ја порази оваа коалиција на ДУИ и нивниот заложник СДСМ на следните и председателски и парламентарни избори, кога да се случат. Ќе направиме се што е во наша моќ во рамките, ќе повторам, на законите, уставот и демократските процеси и на тој начин овие две политички партии да бидат во опозиција. Мислам дека е редно време ДУИ после 20 години дел од власта да помине еден мандат во опозиција за да може внатрешно да се реструктурира, реформира, па потоа претпоставувам со една нова програма која што ќе биде за сите граѓани во Македонија и која што ќе се темели на владење на правото, на квалитетен здравствен систем, квалитетно образование, без криминал и корупција, ќе може да настапи на следните избори. Но за да ова се случи, е потребен народ. Јас тоа денеска го кажав како моја порака овде. Мобилизација, народ кој што ќе излезе за тие избори, кој што ќе гласа и ќе застане позади ВМРО ДПМН и коалицијата која што ќе предводи ВМРО ДПМН. Денеска се одмрзнуваат цените на производите. Дали мислите дека се постигне ефектот што беше планирано да се остvari?
Да, ја слушнав и оваа вест. Ние како ВМРО ДПМН и коалиција го поддржавме замрзнувањето на цените, бидејќи тоа беше во еден момент многу тежок за граѓаните со огромно ниво на стапка на инфлација. Она кое што го добив како вест е токму ова што вие го кажувате, а тоа е дека се одмрзнуваат претходно замрзнатите цени, што значи дека сега пазарот ќе утврдува цената, односно пазарот е тој кој што ќе диктира цената. Стравувам за можни последици во делот на инфлацијата и затоа ние како ВМРО ДПМН и како претеничка група во парламентот ќе предложиме законски измени во два дела. Првиот дел е повторно враќање на данокот на додадена вредност за електричната енергија на 5%, бидејќи слушате дека Фатмир Бетики веќе најавува дека ќе се враќа онаа стапка од 18%, но тоа не е се. Исто така ќе предложиме и намалување на стапката на данокот на додадена вредност за основните прехранбени производи. Вистинска влада која што вистински се грижи за своите граѓани ќе скрати од своите луксузирања, од бесрамното трошење и криминалното трошење на народните пари во тендари во 4 очи и на тој начин ќе помогне да се зачува стандардот и онака кревкиот стандард на граѓаните. Рековте што доколку не поминат уставните измени и рековте дека нема да поминат, но кој е вашиот план? Која е опцијата што ќе ја понудите? Па тој план ќе го кажам доколку се случи таа лидерска средба, но ние мора да имаме јасен план што понатаму. Логично е дека повеќе нема ниту една причина оваа влада на ДУИ поддржана од СДСМ да остане ниту еден ден, да ги тормози граѓаните, да ги малтретира со нивната неспособност на отворена сцена, со криминалот и корупцијата и невладењето на право. И мислам дека логичен сплет на станите после тоа е да се даде неповиклива оставка од страна на Димитар Ковачевски и пат на оваа влада и се она кое што следи потоа.